Развитокот на социјализмот од утопија до наука. Фридрих Енгелс. Чита Джейлан Велио. Глава 1. Утопискиот социјализам. Современиот социјализам по својата содржина е пред се резултат на согледувањето од една страна на класните спротивности што владеат во денешново општество меѓу имотните и безимотните, капиталистите и наемните работници, а од друга страна на анархијата што владее во производството. Но, по својата теоретска форма, тој се појавува од првен, како едно поразвиено и божем подоследно продолжување на принципите поставени од големите француски просветители од 18 век. Како секоја нова теорија, тој мораше пред се да се надоврзе на затекнатиот идеен материјал, макар и колку многу неговиот корен да беше во материјалните економски факти. Големите луѓе што ги просветуваа луѓето во Франција за револуцијата што се приближуваше и самите истапуваа крајно револуционерно. Тие не признаваа никаков надворешен авторитет, па макар и од каков вид да е тој. Религијата, сваќањето за природата, општеството, државното уредување, се беше подложено на најбеспоштедна критика. Сето тоа требаше да го оправда своето постоење пред судот на разумот или да се откаже од постоењето. Разумот што мисли беше применуван како единствена мерка на се. Тоа беше времето кога, како што вели Хегел, светот беше поставен на глава. Прво, во таа смисла што човечката глава и принципите што ги откри таа со своето мислење полагаа право на тоа да бидат земени како основа на сите човечки постапки и општествени односи, а подоцна и во поширока смисла, што стварноста која беше во спротивност со овие принципи всушност беше превртена ничком. Сите дотогашни општествени и државни форми, сите традиционални представи беа фрлени во старо железо како неразумни. Се дотогаш светот се раководеше исклучиво од предрасудите. Сето изминато заслужуваше само сожалување и презир. Дори сега се раздени. Дори сега дојде царството на разумот и од сега суеверието, неправдата, привилегијата и угнетувањето треба да бидат потиснати од вечната вистина, вечната правда, од еднаквоста заснована врз природата и од човековите права што не можат да бидат отуѓени. Ние сега знаеме дека ова царство на разумот не беше ништо друго, освен идеализираното царство на буржуазијата, дека вечната правда го најде своето остварување во буржуаското судство, дека еднаквоста се сведе на буржуаската еднаквост пред законот. Дека, како едно од најбитните човечки права, беше прогласена буржуаската сопственост и дека државата на разумот, општествениот договор на Русо, се оствари и можеше да се оствари само како буржуаска демократска република. Како и сите нивни предходници, така и големите мислители на 17 век не можеа да излезат од рамките што им ги постави нивната сопствена епоха. Но покрај спротивноста меѓу феодалното благородништво и буржуазијата како представник на сето останато општество, постоеше општата спротивност меѓу експлоататорите и експлоатираните, меѓу богатите безделници и работните сиромаси. Па токму таа околност им овозможи на представниците на буржуазијата да се представуваат не како представници на некоја посебна класа, туку како представници на сето намачено човештво. Уште повеќе, од самиот нејзин опстанок, буржуазијата беше оптоварена со својата спротивност. Капиталистите не можат да опстанат без наемните работници и во истиот однос во кој средновековниот еснавски граѓанин се разви во современ буржуј, во истиот однос се разви и еснавскиот калфа или нееснавскиот надничар во пролетер. Иако општо земено, буржуазијата можеше да си го земе правото да ги застапува во борбата против благородништвото, истовремено и интересите на различните работни
класи од она време сепак се појавуваа при секое големо буржоанско движење и самостојни движења на онаа класа која повеќе или помалку беше развиен претходник на современиот пролетаријат. Така во времето на германската реформација и селанската војна ги имаме движењето на анабаптистите и Томас Минцер. Во големата англиска револуција левелерите, во големата француска револуција Бабев. Покрај овие револуционерни востанија на недоразвиената класа се јавуваа и соодветни теоретски манифестации. Во 16-тиот и 17-тиот век утописките описи на идеалните општествени услови. Во 18-тиот век веќе директно комунистички теории, Морели и Мебли. Барањето на еднаквост не се ограничуваше повеќе на политичките права, тоа требаше да се прошири и на општествената положба на поединците. Требаше да се премавнат не само класните привилегии, туку и самите класни разлики. Аскетскиот спартански комунизам, што забрануваше секакво уживање во животот, беше првата форма во која се појави новото учење. Потоа следуваа тројцата големи утописти, Сен-Симон, кај кој буржоаскиот правец покрај пролетерскиот запази се уште некаква важност. Фурие и Овен, кој во земјата со најразвиено капиталистичко производство под влијание на спротивностите што ги предизвика тоа, систематски ги разви своите предлози за отстранување на класните разлики, поаѓајќи директно од францускиот материјализам. На сите тројца заедничко им е тоа што не истапуваат како представници на интересите на пролетаријатот, кој за тоа време историски се роди. Како и просветителите, тие отпрви не сакаат да ослободат само една определена класа, туку целото човештво наеднаш. Како и просветителите, и тие сакаат да го основаат царството на разумот и вечната правда, но нивното царство се разликува од она на просветителите, како ноќта и денот. И буржоаскиот свет, што е уреден според начелата на тие просветители, е неразумен и несправедлив. И поради тоа мора исто така да се отфрли како и феодализмот и сите поранешни општествени поредоци. Тоа што вистинскиот разум и справедливоста досега уште не владееле во светот, доаѓа само од таму што досега уште не биле вистински запознаени. Го немало токму гениалниот поединец кој сега се појавил и ја спознал вистината. Тоа што тој се појавил токму сега, што вистината била запознаена токму сега, не е никаков неизбежен настан кој неминовно произлегува од поврзаноста на историскиот развиток. Туку е чисто среќна случајност. Тој можел исто така да се роди и пред 500 години, и во тој случај на човештвото ќе му заштедил 500 години заблуди, борби и страдања. Видовме дека француските филозофи од 18-тиот век што ја подготвуваа револуцијата се повикуваа на разумот, како на единствен судија на се што постоеше. Требаше да биде создадена разумна држава, разумно општество и да биде безмилосно одстрането се што му противречеше на вечниот разум. Исто така, видовме дека овој вечен разум беше всушност само идеализираниот разум на средниот граѓанин, што токму тогаш се развиваше во буржоа. И кога Француската револуција сега го оствари ова разумно општество и оваа разумна држава, се покажа дека новите установи, колку и да беа разумни во споредба со поранешните поредоци, никако не беа апсолутно разумни. Државата на разумот претрпе потпун слом. Русовиот општествен договор се оствари во периодот на теророт, од кој буржоазијата што ја загуби вербата во својата сопствена политичка способност побара засолнување прво во корупцијата на директориумот, а потоа заштита од Наполеоновиот деспотизам. Ветениот вечен мир се претвори во бескајна освојувачка војна, ни општеството на разумот не мина подобро. Наместо спротивноста меѓу богатите
и бедниот да се разреши во општата благосостојба, таа се заостри поради укинувањето на еснавските и други привилегии што ја премостуваат таа спротивност и на црковните добротворни установи што ја ублажуваа. Сега, остварената слобода на собственоста од феудалните окови се покажа за ситниот буржоа и за ситниот целенец како слобода да можат таа мала собственост што беше притисната од надмоќната конкуренција на крупниот капитал и на големо поседот да им ја продаваат токму на тие големи господа и така таа слобода на собственост се претвори за ситниот граѓанин и за ситниот целенец во слобода од собственоста. Процутот на индустријата врз капиталистичката основа направи сиромаштијата и бедата на работните маси да биде животен услов на општеството. Плаќањето во готово, според зборовите на Карлайл, стануваше се повеќе единствен сврзувачки елемент на општеството. Бројот на престапите растеше од година на година, додека феудалните пороци, што порано без страв се вршеа, сред бел ден, навистина, ако не беа уништени, а тоа беа барем привремено потиснати во позадината. Сега пак толку побојно расцутија буржоаските пороци на кои порано луѓето им се оддаваа само кришум. Трговијата се повеќе и повеќе се претвараше во измама. Братството од револуционерната парола се остваруваше во малтретирањата и зависта на конкурентската борба. Наместо насилното угнетување дојде корупцијата, наместо мечот што беше главниот лост на општествената моќ дојдоа парите. Правото на првата ноќ премина од рацете на феудалните господари во рацете на буржоаските фабриканти. Проституцијата се расшири во досега нечуени размери. Самиот брак остана, како и порано, законски признаена форма, официјална маска на проституцијата, а покрај тоа, богато се дополнуваше со браколомството. Накусо, општествените и политичките установи што ги создаде победата на разумот во споредба со блескавите ветувања на просветителите се покажаа како карикатури што горко разочаруваат. Недостасуваа само уште луѓе што тоа разочарување ќе го констатираат, а тие се појавија кон почетокот на новиот век. Во 1802 година се појавија Сен-Симоновите Женевски писма. Во 1808 година излезе првото дело на Фурие. Иако основата на неговата теорија датира уште од 1799 година. На 1 јануари 1800 година Роберт Овен го презеде раководењето над Њу Ленарк. Но во тоа време уште беше мощно неразвиен капиталистичкиот начин на производство, а со него и спротивноста меѓу буржоазијата и пролетаријатот. Крупната индустрија, која што току се раѓаше во Англија, во Франција уште не беше позната, а дори крупната индустрија ги развива од една страна конфликтите што го прават неопходен пресвртот во начинот на производството и отстранувањето на неговиот капиталистички карактер, не само конфликтите меѓу класите што ги создава таа крупна индустрија, туку и конфликтите меѓу продуктивните сили и самите форми на размената, што таа ги предизвика од друга страна. Токму во овие џиновски продуктивни сили таа ги разви и средствата за решавање на тие конфликти. Значи, ако околу 1800 година конфликтите што извираа од новиот општествен поредок беа допрва во своето настапување, тогаш тоа важи далеку повеќе за средствата со кои може тие конфликти да се разрешат. Ако безимотните париски маси во времето на теророт можеа за момент да ја заземат власта и со тоа буржоаската револуција, дури и против буржоазијата да ја доведат до победа, тогаш со тоа само докажаа колку беше невозможно да остане нивната власт во тогашните услови. Пролетаријатот, што токму тогаш се извојуваше од овие безимотни маси, како јатка на новата класа, се уште беше наполно неспособен за самостојна политичка акција и се појавуваше како угнетуван, страдалачки сталеж на кој, поради неговата неспособност да си помогне самиот на себе си, можеше да му се помогне во најдобар случај од надвор или од озгора.
Оваа историска ситуација влијаеше и на основачите на социјализмот, на незрелата состојба на капиталистичкото производство, на незрелите класни односи им одговараа и незрелите теории. Решението на општествените задачи што беше уште скриено во неразвиените економски односи требаше да биде создадено од умот. Општеството покажуваше само недостатоци и нивното отстранување беше задача на разумот што мисли. Се работеше за тоа да се изнајде нов, посовршен систем на општественото уредување и да му се наметне на општеството од надвор, со пропаганда и поможност и преку експериментални огледни примери. Тие нови социјални системи беа однапред осудени да останат утопија. Колку повеќе беа разработувани во детали, толку повеќе мораа да се губат во чисто фантазерство. Кога е тоа еднаш веќе констатирано, нема да се задржуваме ниту за еден момент повеќе на оваа страна на прашањето, која сега наполно му припаѓа на минатото. На литературните ситничари можеме да им го препуштиме тоа свечено да боричкаат по тие денеска само уште смешни фантазерски замисли и да ја истакнуваат надмоќноста на нивниот сопствен трезвен начин на мислење, наспроти таквите безсмислености. Ние повеќе им се радуваме на никулците на гениалните мисли и на самите гениални мисли, што насекаде се пробиваат низ фантастичниот превес и за кои оние филистри се слепи. Сен-Симон беше син на големата француска револуција. Кога избувна таа, имаше само 30 години. Револуцијата беше победа на третиот сталеж, тоест на големата народна маса што работеше во производството и трговијата над дотогаш привилегираните сталежи, дворјанството и свештенството. Но победата на третиот сталеж набргу се покажа како исклучива победа на еден мал дел од овој сталеж, како грабнување на политичката власт од општествено привилегираниот дел на истиот сталеж, имотната буржоазија. И така, таа буржоазија се разви брзо уште за време на револуцијата со тоа што шпекулираше со конфискуваното земјиште на дворјанството и на црквата и на што потоа го продаваше, како и со тоа што лиферантите на армијата го измамуваа народот. Токму власта на овие измамници ја доведе Франција и револуцијата за време на директориумот на работна пропаста и му послужи на Наполеона како изговор за неговиот државен удар. Така во главата на Сен-Симон, спротивноста меѓу третиот сталеж и привилегираните сталежи доби форма на спротивност меѓу работниците и безделниците. Безделници не беа само представниците на старите привилегирани сталежи, туку и сите оние што живееја од рента, без да учествуваат во производството и трговијата. А работници не беа само наемните работници, туку и фабрикантите, трговците и банкарите. Дека безделниците ја изгубија способноста за духовно раководство и политичката власт беше сосема сигурно и конечно потврдено од револуцијата, а дека безимотните ја немаа таа способност, тоа според мислењето на Сен-Симон го докажа искуството од времето на теророт. Па кој требаше тогаш да раководи и да владее? Според Сен-Симон, науката и индустријата, поврзани обете заедно со една нова религиозна врска, определена да го воспостави единството на верските погледи, кое беше раскинато од реформацијата наваму. Едно нужно, мистично и строго хиерархиско ново христијанство. Но науката, тоа беа официјалните научници, а индустријата, тоа беа во прв ред активните буржуи, фабрикантите, трговците, банкарите. Навистина, овие буржуи требаше да се преобратат во еден вид јавни службеници, општествени повереници, па сепак во однос на работниците да задржат заповедничка, а и економска повластена положба. Особено банкарите би требало да бидат
тие што ќе го регулираат целокупното општествено производство со регулирањето на кредитот. Ова спаѓање сосема му одговараше на времето во кое Франција токму допрва се раѓаше крупната индустрија, а со неја и спротивноста меѓу буржуазијата и пролетаријатот. Но тоа што Сен-Симон посебно го нагласуваше е ова. Насекаде и секогаш него го интересира најмногу судбината на најмногобројната и најбедната класа. Веќе во своите женевски писма Сен-Симон го поставува начелото дека сите луѓе треба да работат. Во истата брошура тој веќе знае дека власта на теророт беше власт на безимотните маси. Гледајте, им довикува тој, што се случи во Франција во времето кога таму владееја нашите другари. Предизвикаа глад. Да се свати француската револуција како класна борба и тоа не само меѓу дворјанството и буржуазијата, туку меѓу дворјанството, буржуазијата и безимотните, тоа во 1802 година беше извонредно генијално откритие. Во 1816 година тој ја објаснува политиката како наука за производството и го представува полното растворување на политиката во економијата. Иако сваќањето дека економската положба е основа на политичкото уредување од 20 покажува само во својот зачеток, сепак е тука јасно изречена мислата дека политичкото управување со луѓето мора да се претвори во управување со предметите и раководење со производствените процеси. Значи, мислата за одумирањето на државата, за која што во последно време со толку многу врева на широко се расправаше. Со слична надмојкност над своите современици во 1814 година, непосредно пред влегувањето на сојузниците во Париз и повторно во 1815 година за време на војната од 100 дена, тој го прокламира сојузот на Франција со Англија, а во втор ред и сојузот на двете овие земји со Германија, како единствена гаранција за успешниот развиток и мир во Европа. Во 1815 година да им се проповеда на французите сојуз со победниците кај Ватерло, за тоа навистина требаше да се има исто толку храброст колку и историска далновидност. Додека кај Сен-Симон откриваме генијална широчина на погледот, поради која што кај него се содржат во зачетокот речиси сите мисли на поранешните социјалисти, освен строго економските, кај Фурие наоѓаме една критика на постојаната општествена состојба, која се одликува со вистинска француска остроумност, но која не е поради тоа помалку длабока. Фурие ја фаќа за збор буржуазијата, незините воодушевени пророци од пред револуцијата, како и незините заинтересирани подлизурковци по револуцијата. Тој безмилосно ја разоткрива материјалната и моралната беда на буржуаскиот свет, ги споредува со неја исто така добро блескавите ветувања на поранешните просветители за општеството во кое што ќе владее само разумот, за цивилизацијата што сите ќе ги усреќи, за безграничната човечка способност за усовршување, како и розовите фрази на современите буржуаски идеолози. Тој укажува дека на најзвучната фраза насекаде и одговара најбедната стварност и го обсипува тоа безизлезно фијаско на фразата со зајадлив сарказам. Фурие не е само критичар, неговата вечно ведра природа го прави сатиричар и тоа еден од најголемите сатиричари на сите времиња. Тој ги опишува не само мајсторски, туку и забавно, како измамничката шпекулација што процуди со опаѓањето на револуцијата, така и ситничарскиот дух на тогашната француска трговија. Уште помајсторска е неговата критика на формата на буржуаските односи меѓу половите и на положбата на жената во буржуаското општество. Фурие прв ја изрази мислата дека степенот на еманципацијата на жената во даденото општество е природна мерка на општата еманципација. Но големината на Фурие најдобро се гледа во неговото сваќање на историјата на општеството. Тој го дели целиот нејзин досегашен тек на 4 развојни степени.
дивјаштво, варварство, патриархат и цивилизација. Под последниот го подразбира сегашното така наречено буржоаско општество, значи општествениот поредок што е воведен од 16 век наваму и докажува дека цивилизираниот поредок на секој порок што во варварството се вршел на прост начин му дава комплициран, дволичен, двосмислен, лицемерен облик, дека цивилизацијата се движи во еден маѓепсан круг, во противречности што таа постојано одново ги создава, без да може да ги совлада, така што секогаш го постигнува спротивното од она што сака да го постигне, или се преправа дека сака да го постигне. Така, например, во цивилизацијата сиромаштијата извира од самото изобилство. Како што гледаме, Фурие ја владеја дијалектиката со истото мајсторство како и неговиот современик Хегел. Исто така, дијалектични наспроти фразите за неограничената човечка способност за усовршување, тој истакнува дека секоја историска фаза има своја линија на искачување, но исто така и своја линија на опајање и го применува овој начин на гледање и на еднината на сето човештво. Како што Кант ја воведе во природните науки мислата за идното пропаѓање на земјата, така и Фурие ја воведе во историското набљудување мислата за идното пропаѓање на човештвото. Додека во Франција беснееше ураганот на револуцијата, во Англија беше во тек потивок, но затоа не помалку силен пресврт. Парејата и новите машини ја преобразија мануфактурата во модерна крупна индустрија и со тоа ја револуционаризираа сета основа на буржоаското општество. Бавниот тек на развитокот на мануфактурниот период се преобрази во вистински период на бура и натисок во производството. Со се поголема брзина се вршеше раслојувањето на општеството на крупни капиталисти и безимотни пролетери, меѓу кои наместо поранешниот стабилен среден сталеж, сега несигурно живееше една непостојана маса од занаитчии и ситни трговци, најколебливиот дел на населението. Новиот начин на производство уште беше само во почетокот на својата линија на искачувањето. Тој се уште беше нормалниот, редовниот, во дадените услови единствено можниот начин на производство. Но уште тогаш тој предизвика социјални беди, што викаа на помош. Натрупувањето на бездомното население во најлошите населби на големите градови, укинувањето на сите традиционални врски со старите обичаи, со патриархалното подчинување, со семејството. Прекувремената работа, особено на жените и децата, во стравотни размери, масовно деморализирање на работната класа, што ненадејно беше фрлена во сосема нови услови од селото во градот, од земјоделството во индустријата, од стабилните во нестабилните животни услови, што се менуваа секој ден, а тога се појави еден 29 годишен фабрикант како реформатор, човек со возвишена детска едноставност на карактерот, а истовремено роден водач на луѓето како ретко некој друг. Роберт Овен го усвои учењето на материјалистичките просветители дека карактерот на луѓето од една страна е производ на вродената организација, а од друга страна на околностите што го окружуваат човекот во неговиот живот, особено во развојниот период. Во индустриската револуција, повеќето од неговите сталешки другари гледаа само мешаница и хаос, поволни за ловење во матно и за брзо збогатување. Тој согледа во неа прилика да ја примени својата сакана идеја и со тоа да внесе ред во хаосот. Тој успешно се обиде да го стори тоа во Манчестер, кога беше управник на преку 500 работници на една фабрика. Од 1800 до 1829 година раководеше во истиот дух со големата предилница на памук во Њу Ленарк во Шкотска, како директор и ортак, само со многу поголема слобода на дејноста и со успех што му донесе европска слава.
Населбата што полека нарасна на 2500 луѓе и што од првин беше составена од најразлични и во најголем дел силно деморализирани елементи, ја преобрази во една наполно примерна колонија во која пијанството, полицијата, судиите за прекршоци, судските расправи, грижите за бедните и потребата за добротворство беа непознати работи. Тој го постигна тоа сосема просто, со тоа што ги постави луѓето во условите што беа подостојни за човекот, а особено грижливо го воспитуваше младото поколение. Тој е пронајдувач на детските дневни домови и прв ги воведе тука. Децата доаѓаја таму од својата втора година и толку убаво се забавуваа што одвај можеа да ги одведат дома. Додека неговите конкуренти работеа по 14 часа дневно, во Нью Ленарк се работеше само 10,5 часа, а кога една криза на памукот го примора предпријатието да ја запре својата работа за 4 месеци, на работниците им беше исплатувана и натаму целата надница, иако не работеа. И през сето тоа предпријатието ја зголеми својата вредност за повеќе од 2 пати и им донесуваше на собствениците се до крајот богат приход. Овен не беше задоволен со сето тоа. Екзистенцијата што им ја создаде на своите работници уште ни оддалеку не беше во неговите очи достојна за човекот. Луѓето беа мои робови. Релативно, поволните услови во кои што ги постави луѓето беа уште далеку од тоа да им овозможат на карактерот и на разумот сестран рационален развиток, а камоли да овозможат слободна животна дејност. Па сепак, работниот дел од овие 2500 луѓе произведуваше исто толкаво вистинско богатство за општеството колку што можеше да произведе пред 2,5 век едно население од 600,000 луѓе. Се прашувам, што станува со разликата меѓу богатството што го потрошуваат 2500 луѓе и богатството што би морале да го потрошат 600,000 луѓе? Одговорот беше јасен. Таа беше употребена за тоа да им донесе на собствениците на предпријатието 5% камата од вложениот капитал, а освен тоа и доход од преку 300,000 фунти стерлинзи. А тоа што важеше за Нью Ленарк важеше во уште поголема мера за сите англиски фирми. Без ова ново богатство што го создаваа машините, не може да бидат водени војните за соборување на Наполеона и за зачувување на аристократските општествени принципи. Па сепак, оваа нова сила беше дело на работната класа, затоа неизе треба да ја припаѓаат и плодовите. Новите огромни производни сили, што досега служеа само за богатење на поединците и за поробување на масите, му даваа на овен основа за преобразување на општеството и како заедничка сопственост на сите беа наменети да работат само за општата благосостојба на сите. На ваков чисто деловен начин, како плод на, така да се каже, трговската пресметка настана овеновиот комунизам. Тој свој практичен карактер овен го зачува до крај. Така, во 1823 година тој предложи ирската беда да се премавне со изградба на комунистички колонии и за тоа приложи полна пресметка за инвестиционите трошоци, годишните издатоци и веројатните приходи. Така, во неговиот конечен план за идното општество, техничката разработка на деталите, вклучувајќи го тука основниот план, цртежите и изгледот од птичја перспектива, беше спроведена со такво стручно познавање, што при предпоставка дека ќе биде прифатен овеновиот метод на општествена реформа, малку може да се приговара за нејзините детали, дури и од стручна гледна точка. Преодот кон комунизмот беше пресвртна точка во животот на Овен. Се додека се јавуваше само како филантроп, тој жниеше само богатство, одобрување, чест и слава. Тој беше најпопуларниот човек во Европа. Него го слушаја со одобрување, не само неговите сталешки другари, туку и државниците и кнезовите.
Но кога се јави со своите комунистички теории, листот веднаш се преврти. Му изгледаше дека има 3 големи пречки што му го затвараат патот кон општествената реформа: приватната сопственост, религијата и современата форма на бракот. Тој знаеше што го чека ако ги нападне нив: општо прогонување од официјалното општество, губење на сета своја социјална положба, но ништо не можеше да го спречи безобзирно да ги нападне и се случи така како што претпоставуваше. Исклучен од официјалното општество, игнориран од печатот, осиромашен поради неуспешните комунистички обеди во Америка, на кои им го жртвува целиот свој имот, тој и пристапи директно на работничката класа и работеше со нејзината средина уште 30 години. Сите општествени движења, секаквите вистински прогреси што станаа во Англија во корист на работниците се поврзани со името на Овен. Така во 1819 година, благодарејќи на неговите 5-годишни напори, беше спроведен првиот закон за ограничување на работата на децата и на жените во фабриките. Тој председаваше на првиот конгрес на кој трейд юниорите од цела Англија се соединија во еден единствен голем синдикален сојуз. Така како преодни мерки кон наполно комунистичко уредено општество, тој воведе од една страна кооперативни здруженија, кои оттогаш барем практично докажуваат дека и трговците и фабрикантите се сосема излишни личности. Од друга страна, тој воведе работнички базари во кои се разменуваја изработените производи со помошта на книжни пари, чија единица беше работниот час. Тоа беа установи што задолжително мораа да пропаднат, но што наполно ја антиципираа многу подоцнежната Продонова банка за размена, од која се разликуваа токму со тоа што не представува универзален лек за секое општествено зло, туку само прв чекор кон едно далеко порадикално преобразување на општеството. Сваќањата на утопистите долго време владееја во социјалистичките представи на 19. век, а делумно владеат уште и до ден денеска. Нив ги исповедаа допред сосема кусо време сите француски и англиски социјалисти, а исто така и поранешниот германски комунизам, вклучувајќи го тука и Вајт Линга. За сите нив социјализмот е израз на апсолутната вистина, на разумот и правдата, и само треба да биде откриен, па тој со својата сопствена сила ќе го освои светот, а бидејќи апсолутната вистина е независна од времето, просторот и човечкиот историски развиток, тогаш е само среќен случај кога и каде ќе биде откриен. При тоа, апсолутната вистина, разумот и правдата кај секој основач на таква школа се различни, и бидејќи кај секого тој особен вид на апсолутната вистина, разумот и правдата се условени од неговиот субјективен разум, од неговите животни услови, од обемот на неговите знаења и од способноста за мислење. Затоа, во тој спор меѓу апсолутните вистини не е можно никакво друго решение, освен самите да ги ублажат своите заемни противречности. Од тоа не можеше да произлезе ништо друго, туку само еден вид еклектички просечен социјализам, каков што всушност владе и денеска во главите на најголемиот дел социјалистички работници во Франција и Англија. Една многу шарена смеша од наивни критички забелешки, од економски поставки и представи на различните основачи на сектите за идното општество. Смеша што се добива дотолку полесно доколку во текот на дебатата одделните составни делови ги губат острините на определеноста, како што ги губи своите острини грагорот во потокот. За да стане социјализмот наука, требаше прво да биде поставен на реална основа. Глава 2. Диелектичкиот материјализам. Во меѓувремена, поредно со француската филозофија на 18. век и по неа се разви поновата германска филозофија.
и го доживеа својот крај во Хегел. Нејзината најголема заслуга беше повторното прифаќање на диелектиката како највисока форма на мислењето. Старите грчки филозофи сите беа родени природни диелектичари, а најуниверзалниот ум меѓу нив, Аристотел, ги испита веќе и најсуштествените форми на диелектичкото мислење. По новата филозофија пак, иако диелектиката и во неја имаше сјајни представници, например Декарт и Спиноза, се повеќе и повеќе потонуваше, особено поради англиското влијание во така наречениот метафизички начин на мислење, што речиси исклучиво надвладеа и кај француските филозофи на 18 век, барем во нивните специјални филозофски дела. Надвор од вистинската филозофија, тие беа исто така способни да творат диелектички ремек дела, да се подсетиме само на Внукот на Рамо од Дидро и на расправата за потеклото на нееднаквоста меѓу луѓето од Русо. Овде, накусок ја изнесеме суштината на двата метода на мислење. Ако ја наблюдуваме природата со размислување или историјата на човештвото или нашата духовна дејност, тогаш прво ни се покажува сликата на едно бескрајно испреплетување на нештата, кои се во зависност едни од други и действуваат едни врз други. И во таа смисла, тоа што било не останува така што било и таму каде што било, туку се движи, се менува, настанува и исчезнува. Значи, прво ја гледаме целосната слика во која деталите повеќе или помалку се повлекуваат на заден план. Обрнуваме внимание повеќе на движењето на преодите, на врските, отколку на тоа што се движи, што преоѓа и што стои во врска. Овој првобитен, наивен, но всушност правилен поглед на светот и е својствен на старата грчка филозофија и прв јасно го изразил Хераклит. Се постои и во исто време не постои. Зашто се тече? Се наоѓа во постојана промена, во постојано настанување и исчезнување. Но овој поглед, макар колку точно да го доловува општиот карактер на целосната слика на појавите, сепак не е доволен да ги објасни деталите од кои е составена таа целосна слика, а додека не ги знаеме нив, не ни е јасна ни целосната слика. За да ги сознаеме тие детали, мораме да ги истргнеме од нивната природна или историска поврзаност и да ги испитуваме секој одделно, според нивните особености, според нивните посебни причини и дејства и така натаму. Тоа е пред се задача на природните науки и на историјата, тоест на научните гранки, што кај грците од класичното време поради многу оправдани причини заземаа само споредно место, зашто грците пред се мораа да соберат материјал за нив. Дори откако природно-научната и историската материја до извесен степен беше насобрана, стана можно да се започне со критичкото одбирање, споредување, односно со делењето на класи, родови и видови. Затоа, почетоците на екзактното испитување на природата се развиваат понатаму дури кај грците од Александрискиот период и подоцна во средниот век кај арабјаните. А вистинските природни науки пак датираат од втората половина на 15-тиот век и од тогаш наваму постојано напредуваат со се поголема и поголема брзина. Расчленувањето на природата на нејзините одделни делови, делењето на различните природни процеси и предмети во определени класи, испитувањето на внатрешниот состав на органските тела според нивните разновидни анатомски структури, сето тоа беше основниот услов за гигантските успеси што ни ги донесува последните 4 века во запознавањето на природата. Но тоа ни го остави во наследство и навиката, предметите и појавите во природата да ги сваќаме во нивната изолираност, надвор од нивната голема општа поврзаност, па затоа нив не ги сваќаме во нивното движење, туку во нивната неподвижна состојба, не како суштински менливи, туку како стабилни, не живи, туку мртви. А кога овој начин на наблюдување беше пренесен од природните науки во филозофијата, како што го сторија тоа Бекон и Лок, се создаде специфичната ограниченост на последните векови.
метафизичкиот начин на мислење. За метафизичарот предметите и нивните идејни одрази се поими, изолирани, неподвижни, скаменети, еднаш за секогаш дадени предмети на испитувањето, што треба да се разгледаат еден по друг и независно еден од друг. Тој мисли само во непосредни спротивности. Неговиот говор се состои од да, не, а се што е над тоа доаѓа од нечестивиот. За него еден предмет или постои или не постои. Исто така, за него еден предмет не може да биде едновремено и она што е и нешто друго. Позитивното и негативното се исклучуваат апсолутно едно со друго. Причината и последицата се исто така во меѓусебна статична спротивност. Овој начин на мислење ни се чини на прв поглед наполно јасен, затоа што е тоа начин на мислење на така наречениот здрав човечки разум. Но здравиот човечки разум, макар колку да е за почит достоен другар, додека е дома меѓу своите четири ѕида, доживува многу чудни авантури, штом ке се осмели да навлезе во далечниот свет на научното испитување. И метафизичкиот начин на гледање, колку и да е оправдан, па дури и потребен во толку опширни и обемни области спрема природата на предметот, сепак порано или подоцна секога се судира со една препрека зад која станува едностран, ограничен, абстрактен и се заплеткува во неразрешливи спротивности, зашто зад одделните нешта заборава на нивната заемна врска, зад нивното существување, на постанокот и исчезнувањето, зад нивното мирување, на нивното движење, зашто поради самите дрвја не ја гледа шумата. Например, во секојдневните случаи знаеме и можеме сигурно да кажеме дали некое животно постои или не, но при поточно испитување откриваме дека е тоа понекогаш и премногу заплеткана работа, како што тоа многу добро го знаат правниците, кои попусто се мачеат да откријат разумна граница зад која што усмртувањето на детето во мајчината утроба е убиство. Исто така, не е можно да се констатира моментот на смртта, зашто физиологијата ни докажува дека смртта не е еднократен моментален настан, туку многу долготраен процес. Исто така, секое органско суштество во секој момент е истото и не е истото. Во секој момент тоа ги преработува материите што ги добива од надвор и излачува други. Во секој момент одумираат едни клетки на неговото тело и се создаваат нови. И по подолго или покусо време материјата на ова тело наполно е обновена, заменета со други атоми на материјата, така што секое организирано суштество секогаш е истото, а сепак е друго. Исто така, при поточно испитување откриваме дека двата пола на некоја спротивност, позитивниот и негативниот, се неразделни едниот од другиот, како што се испротивни едниот на другиот, и дека и покрај сета спротивност, тие меѓусебно се проникнуваат, или пак дека причината и последицата се представи што важат како такви само во нивната примена на поединечниот случај, но дека тие штом поединечниот случај го наблюдуваме во неговата општа врска со Вселената, се совпаѓаат, се разрешуваат во представата за универзалното заемно дејствување, при кое причините и последиците постојано ги менуваат своите места, така што тоа што сега или овде е последица, тогаш или таму станува причина и обратно. Сите овие процеси и методи на мислењето не се вклопуваат во рамките на метафизичкото мислење. За диелектиката што нештата и нивните поимни одрази ги сваќа суштински во нивната заемна врска, во нивното испреплетување, во нивното движење, во нивното создавање и исчезнување, процесите како горе наведените, напротив, се исто толку потврди на нејзиниот сопствен метод на испитување. Природата е пробен камен на диелектиката и ние мораме на современите природни науки да им признаеме дека за таа проба дадоа извонредно богат материјал, што од ден на ден се повеќе и повеќе се натрупува и со тоа докажува дека во природата во крајна инстанца тој материјал се менува диелектички, а не метафизички, дека природата не се движи во вечно еднаков круг што постојано се повторува, туку дека доживува вистинска историја.
Тука треба пред се да се спомне Дарвин, кој на метафизичкото сваќање на природата му нанесе најсилен удар со својот доказ дека сета денешна органска природа, растенијата и животните, со тоа и човекот, е производ на развојниот процес што траел милиони години. Но бидејќи на прсти можеме да ги наброиме до сегашните испитувачи на природата, што научија да мислат диалектички, затоа со овој конфликт меѓу откриените резултати и традиционалниот начин на мислење се објаснува безграничната збрка што владее сега во теоретските природни науки и ги доведува до очајност како учителите, така и учениците, како авторите, така и читателите. Точниот приказ на светската целина, на нејзиниот развиток и на развитокот на човештвото, како и на одразот на тој развиток во главите на луѓето, може да се постигне, само по диалектички пат, имајќи го постојано предвид општото земено дејствување на постанокот и исчезнувањето на прогресивните и регресивните промени. И во оваа смисла веднаш и истапи по новата германска филозофија. Кант ја започна својата дејност со тоа што стабилниот сончев систем и неговото вечно траење, откако веќе беше даден фамозниот прв поттик, го претвори во историски процес. Во постанокот на Сонцето и на сите планети од една маглива маса што ротира. Притоа, тој веќе извлече заклучок дека со овој постанок исто така неминовно е дадено и идното пропаѓање на сончевиот систем. Неговото мислење, половина век подоцна, математички го образложи Лаплас, а уште половина век подоцна спектроскопот докажа дека во вселенскиот простор има такви вжештени гасни маси со различни степени на густината. Оваа понова германска филозофија го најде својот крај во Хегеловиот систем во кој првпат беше представен, а во тоа е и Хегеловата голема заслуга, целиот природен, историски и духовен свет како процес, тоест во постојаното движење, изменување, преобразување и развиток, а беше направен и обид да се докаже и внатрешната врска во тоа движење и развиток. Од таа гледна точка, историјата на човештвото не изгледаше повеќе како дива збрка на безмислени насилства, што пред судот на сега веќе узреаниот филозофски разум сите се еднакво за осудување и што треба да ги заборавиме колку што е можно побрзо, туку како развоен процес на самото човештво. И задачата на мислењето сега беше во тоа да ја следи бавната постапеност на овој процес по сите застранети патишта и да ја докаже неговата внатрешна законитост преку сите привидни случајности. Сосема е сеедно тука што Хегеловиот систем не ја реши задачата што си ја постави. Неговата епохална заслуга се состои во тоа што ја постави таа задача. Тоа е секако задача што не ке може никогаш да ја реши одделна личност. Иако Хегел покрај Сен-Симон беше најуниверзалниот ум на своето време, сепак беше ограничен прво поради нужно ограничениот обем на неговите собствени знаења и второ поради знаењето и погледите на неговата епоха, кои исто така беа ограничени по обемот и длабочината. А кон тоа се придружи уште и нешто трето. Хегел беше идеалист, што значи за него мислите на неговиот ум не беа само повеќе или помалку апстрактни одрази на вистинските нешта и процеси, туку обратно. Нештата и нивниот развиток беа само остварени одрази на идејата, што некако постоела уште пред да постои светот. Со тоа се беше поставено ничком и вистинската поврзаност на светот беше наполно превртена. И затоа, макар што Хегел правилно и генијално свати некои одделни врски меѓу појавите, сепак од приведените причини во деталите мораше да испадне и по нешто скрпено, извештачено, исконструирано, накусо, изопачено. Хегеловиот систем како таков беше колосално недоносен, но и последен од својот вид. Имено тој систем боледуваше уште од една неизлечлива внатрешна противречност. Од една страна, за суштинска предпоставка го имаше историскиот поглед на светот, според кој човечката историја е еден развоен процес што по својата природа не може да го најде својот интелектуален крај со откривањето на така наречената апсолутна вистина.
Но од друга страна, тој систем претендира на тоа да биде олицетворение токму на таа апсолутна вистина. Еден сеопфатен, една за секогаш заклучен систем на спознавањето на природата и на историјата е во противречност со основните закони на дијалектичкото мислење, што сепак во никој случај не исклучува, туку напротив, претпоставува дека систематското спознавање на сиот надворешен свет може да напредува со гигантски чекори од поколение до поколение. Спознанието за потполната наопачност на досегашниот германски идеализам неминовно доведе до материјализмот, но треба да се запомни, не просто до метафизичкиот, исклучиво механички материјализам на 18 век. Наспроти, наивно револуционерното, простото отфрлање на сета поранешна историја, современиот материјализам го гледа развојниот процес на човештвото во историјата и неговата задача и да ги открие законите на движењето. Наспроти представата што владееше како кај французите од 18 век, така и кај Хегел, а според која природата е целина што се движи во тесни кругови и секогаш останува еднаква на себе си, со вечни вселенски тела, како што учеше Њутон, и со неменливи видови органски суштества, како што учеше Лине. Современиот материјализам ги воопштува по новите успеси на природните науки, според кои и природата ја има својата историја во времето, според кои небесните тела, како и видовите организми што ги населуваат, во поволни услови настануваат и исчезнуваат, а кружните движења, доколку воопшто можат да се сметаат можни, добиваат бескрајно повеличенствени димензии. И во двата случаи тој материјализам е битно дијалектички и не му е потребна повеќе никаква филозофија која стои на другите науки, штом на секоја одделна наука ќе се постави барањето да си го определи своето место во општата поврзаност на нештата и во познавањето на нештата, тога секоја одделна наука за општата поврзаност станува излишна. Она што од сета досегашна филозофија останува се уште самостојно е учењето за мислењето и неговите закони, формалната логика и дијалектиката. Се друго влегува во позитивната наука за природата и историјата. Меѓутоа, додека пресвртот во наблюдувањето на природата можеше да се врши само во онаа мера во која испитувањето даваше соодветна позитивна сознајна материја, дотогаш уште многу порано се појавија историските факти кои предизвикаа решителен пресврт во сваќањето на историјата. Во 1831 година во Лион избувна првото работничко востание. Од 1838 година до 1842 година првото национално работничко движење, движењето на англиските чартисти, го достигна својот врв. Класната борба меѓу пролетаријатот и буржуазијата стапуваше на преден план во историјата на најразвиените европски земји, и тоа во иста мера во која се развиваше во нив од една страна крупната индустрија, а од друга страна нововоспоставената политичка власт на буржуазијата. Фактите со се поголема острина ја покажуваат сета лажност на учењата на буржуаската економија за идентичноста на интересите на капиталот и на трудот, за општата хармонија и општата народна благосостојба како последица на слободната конкуренција. Сето тоа не можеше повеќе да се отфрла, како што не можеше да се отфрлат ни францускиот и англискиот социјализам, што беа нивни теоретски, иако до крајна мера несовршен израз. Но старото идеалистичко сваќање на историјата, што се уште не беше потиснато, не знаеше за никакви класни борби, што би се основале врз материјалните интереси, ниту воопшто за некакви материјални интереси. Производството, како и сите економски односи, се споменуваа во него само патем, како споредни елементи на културната историја. Новите факти присилија на тоа сета досегашна историја да се подложи на едно ново испитување и тогаш се покажа дека сета досегашна историја, со исклучок на првобитната состојба, беше историја на класните борби и дека тие општествени класи што се борат една со друга се секогаш резултат на производствените и прометните односи, со еден збор на економските односи на својата епоха. Значи, дека секоја економска структура на општеството секогаш сочинува реална основа со која
Во крајна линија треба да се објасни целокупната надградба на правните и политичките установи, како и на религиозните, филозофските и другите представи на секој одделен историски период. Хегел го ослободи сваќањето на историјата од метафизиката, го направи диелектичко, но сепак неговото сваќање на историјата беше во суштина идеалистичко. Сега идеализмот беше отстранет од своето последно засолниште, од сваќањето на историјата. Сега беше создадено материјалистичко сваќање на историјата и беше пронајден пат да се објасни свеста на луѓето со нивното битие, наместо нивното битие да се објаснува со нивната свест, како што досега се случуваше. Сега социјализмот не се појавува повеќе како случајно откритие на овој или оној гениален ум, туку како нужен резултат на борбата меѓу две историски настанати класи – пролетаријатот и буржоазијата. Неговата задача не беше повеќе да изработува што посовршен систем на општеството, туку да го испита историско-економскиот процес, чија што нужна последица беше појавата на овие две класи и нивниот антагонизам и во економската положба што се создаваше на тој начин да ги пронајде средствата за решавање на овој конфликт. Но, досегашниот социјализам никако не можеше да се доведе во согласност со диелектиката и поновите природни науки. Досегашниот социјализам навистина го критикуваше постојаниот капиталистички начин на производство и неговите последици, но не можеше да ги објасни, значи не можеше ни да излезе накрај со нив. Тој можеше само да ги отфрли како нешто лошо. Колку пожестоко стануваше тој против експлоатацијата на работничката класа, што е неразделно поврзано со тој начин на производство, толку помалку беше во состојба да покаже во што се состои експлоатацијата и како настанува таа. Меѓутоа, се работеше за тоа, од една страна, тој капиталистички начин на производството да се покаже во неговата историска поврзаност, како неминовен за еден определен историски период, па спрема тоа и неминовноста на неговото пропаѓање, а од друга страна да се открие и неговиот внатрешен карактер што се уште беше скриен. Тоа беше сторено со откривањето на вишокот на вредноста. Беше докажано дека присвојувањето на неплатената работа е основната форма на капиталистичкиот начин на производство и на експлоатацијата на работникот, што ја врши капитализмот. Дека капиталистот, дури и кога ја купува работната сила на својот работник по нејзината полна вредност што ја има таа како стока на пазарот, сепак од неја извлекува повеќе вредност отколку што платил за неја и дека тој вишок на вредноста во крајна линија ја сочинува онаа сума на вредноста од која се натрупува во рацете на имотните класи, се поголема маса капитал. Со тоа беше објаснет и процесот како на капиталистичкото производство, така и на производството на капиталот. За двете овие големи откритија на материјалистичкото сваќање на историјата и за разоткривањето на тајната на капиталистичкото производство со помошта на вишокот на вредноста, треба да му се заблагодариме на Маркс. Со нив социјализмот стана наука што сега треба понатаму да се разработува во сите нејзини детали и заемни врски. Глава 3. Капиталистичкиот развиток. Материјалистичкото сваќање на историјата тргнува од поставката дека производството, а покрај производството и размената на неговите производи е основа на секој општествен поредок, дека во секое историски определено општество распределбата на производите, а со неја и социјалното групирање на класи или сталежи зависи од тоа што и како се произведува и како се разменува произведеното. Спрема тоа, крајните причини на сите општествени промени и на политичките пресврти не треба да се бараат во главите на луѓето во нивното се поголемо разбирање на вечната вистина и правичноста, туку во промените на начинот на производството и на размената. Тие не треба да се бараат во филозофијата, туку во економијата на дадената епоха. Кога ќе се разбуди сознанието дека постојните општествени установи се неразумни и несправедливи, дека разумот станал безмислица, а добротворството мачење,
тогаш е тоа само знак дека во методите на производството и во формите на размената настанале сосема незабележливо промени со кои не е повеќе во согласност општествениот поредок, што бил скроен спрема поранешните економски услови. Со тоа, истовремено е кажано дека и во самите изменети производни односи мора да постојат средства, повеќе или помалку развиени за отстранување на откриените недостатоци. Тие средства не смееме да ги измислуваме со умот, туку со помошта на умот да ги откриваме во постојаните материјални факти на производството. Па како стои тогаш работата со современиот социјализам? Постојниот општествен поредок, со тоа сега речиси сите се согласуваат, е создаден од класата што сега владее од буржуазијата. Начинот на производство што е карактеристичен за буржуазијата, а што од Маркс наваму е означен со името капиталистички начин на производство, не им одговараше ниту на локалните и сталешките привилегии, ниту на заемните лични врски на феудалниот поредок. Буржуазијата го разорна феудалниот поредок и врз неговите орнатини го изгради буржуаскиот општествен поредок. Царството на слободната конкуренција, на слободното движење, на рамноправноста меѓу стоковите сопственици и како ли уште не се викаат сите тие буржуаски убавини. Капиталистичкиот начин на производство можеше сега слободно да се развива. Откако парејата и новите машини, алатки, ја претворија старата мануфактура во крупна индустрија, производните сили што беа создадени под раководството на буржуазијата, почнаа да се развиваат со досега нечуена брзина и во досега нечуени размери. Но како што во свое време мануфактурата и производството што продолжија да се развиваат под нејзиното влијание дојдоа во конфликт со феудалните еснавски окови, така и крупната индустрија на својот повисок степен од развитокот доаѓа во конфликт со рамките во кои ја стеснал капиталистичкиот начин на производството. Новите производни сили веќе ја надраснаа буржуаската форма на нивната експлоатација. Тој конфликт меѓу производните сили и начинот на производството не е конфликт што стана во главите на луѓето, како на пример конфликтот меѓу првиот грев и Божјата справедливост. Туку тој постои во фактите, објективно надвор од нас, независно од волјата или постапките дури на оние луѓе што го предизвикаа. Современиот социјализам не е ништо друго освен идеен рефлекс на тој вистински конфликт. Негова идејна слика во главите пред се на онаа класа која поради него непосредно страда, на работничката класа. А во што се состои тој конфликт? Пред капиталистичкото производство, тоа во средниот век, постоеше насекаде ситно стопанство, врз основа на приватната собственост на работниците, над нивните средства за производство. Земјоделство на ситни, слободни или зависни селани, занаетчество во градовите. Средствата за работа, земјата, земјоделското орудие, работилницата, занаетчискиот алат беа средства за работа на поединците, предвидени само за поединечна употреба, значи нужно мали, минијатурни, ограничени. Но токму затоа тие по правило му припаѓаја на самиот производител. Да ги концентрира тие растурени, ограничени средства за производство, да ги прошири, да ги претвори во силни современи производни лостови, во тоа беше историската улога на капиталистичкиот начин на производство и на неговиот носител – буржуазијата. Начинот како го изврши тоа историски од 15-тиот век наваму, преку трите степени на производството. Простата кооперација, мануфактурата и крупната индустрија. Опширно го опиша Маркс во 4-тиот дел на Капиталот. Но буржуазијата, како што таму исто така е покажано, не можеше оние ограничени средства за производство да ги претвори во јаки производни сили, без да ги претвори при тоа од средства за производство на поединци во општествени средства за производство, што може да ги употреби само колектив луѓе. Наместо роданот за предење, рачниот разбој, ковачкиот чекан, дојде машината за предење, механичкиот разбој, парниот чекан. Наместо за најчиската работилница на поединецот, фабриката,
која наложуваше соработка со стотици и илјади луѓе. Па како и средствата за производство, така и самото производство се претвори од низа поединечни постапки во низа општествени акти, а производите од производи на поединци во општествени производи. Прејата, ткаенината, металните производи што доаѓаа сега од фабриката беа заеднички производи на многу работници, низ чии раце требаше да поминат по ред пред да бидат завршени. Никој поединец не можеше да каже тоа сум го направил јас, тоа е мој производ. Но, таму каде што основниот вид на производство, тоа е стихината поделба на трудот во општеството, каде што поделбата настанува постепено без никаков план, таму таа на производите им придава форма на стока чија што меѓусебна размена, купувањето и продавањето им овозможува на поединечните производители да ги задоволуваат своите разновидни потреби. Така беше во средниот век. Селанецот, на пример, му ги продаваше на занајчијата земјоделските производи и за тоа купуваше од него занајчиски изработки. Сега во тоа општество на индивидуални производители, стоковни производители, продре новиот начин на производство. Во стихијната непланска поделба на трудот, каква што владееше во сето општество, новиот начин на производство внесе планска поделба на трудот, каква што беше организирана во секоја поединечна фабрика. Покрај поединечното производство се појави и општественото производство. И едните и другите производи се продаваа на истиот пазар, значи секако по приближно еднакви цени. Меѓутоа, планската организација беше посилна од стихијната поделба на трудот. Фабриките што произведуваа колективно, своите производи ги изработуваа поевтино од поединечните ситни производители. Индивидуалното производство подлегна едно по друго на сите подречја, а колективното производство го револуционизира целиот стар начин на производство. Но овој негов револуционерен карактер беше толку малку разбран што, напротив, беше воведуван како средство за подигање и унапредување на стоковното производство. Тоа настана како директно надоврзување на определените веќе од порано пронајдени лостови на стоковното производство и на стоковната размена, трговскиот капитал, занаетот, наемната работа, бидејќи и самиот се јави како нова форма на стоковното производство, за него зачуваа полна важност видовите на присвојувањето што му се својствени на стоковното производство. Во стоковното производство што се разви во средниот век не можело воопшто да се појави прашањето кому треба да му припадне производот на трудот. Индивидуалниот производител го изработувал по правило од суровини што му припаѓале лично нему и што често самиот ги произведувал со сопствените средства за работа и со својот сопствен рачен труд или со рачниот труд на своето семејство. Дури и немало потреба да си го присвојува, бидејќи наполно му припаѓал сам по себе. Значи, сопственоста на производот се засновала врз сопствениот труд. Дури и таму каде што се користела туѓата помош, таа по правило играла споредна улога и добивала често покрај надницата и други награди. Еснавскиот калфа и чирак не работеле толку за храна и надница, колку за тоа и самите да се изучат за мајстори. Тогаш дојде до концентрација на производните средства во големите работилници и мануфактури и до нивното претварање во вистински општествени средства за производство. Но општествените средства за производство и производите беа третирани онака како да беа како и порано средства за производство и производи на поединци. Ако дотогаш сопственикот на средствата за работа си го присвојуваше производот, зашто по правило тоа беше негов сопствен производ, а туѓиот помошен труд беше исклучок, сега сопственикот на средствата за работа продолжуваше да си го присвојува производот и покрај тоа што не беше повеќе негов производ, ами исклучиво производ на туѓиот труд. На тој начин, значи, колективно создадените производи не беа присвојувани сега од оние што фактички ги ставаа во движење средствата за производство и што фактички ги создаваа производите, туку на капиталистите. Средствата за производство и производството станаа суштествено општествени, но тие
и се починуваа на онаа форма на присвојување која претпоставува приватно производство на поединците, при кое секој е собственик на својот производ и сам го изнесува на пазарот. Начинот на производството и се починува на таа форма на присвојување, иако тој ја ликвидира нејзината претпоставка. Во оваа противречност, што на новиот начин на производство му дава капиталистички карактер, се наоѓа веќе во зачеток сета колизија на денешното време. Колку што повеќе новиот начин на производство ја прошируваше својата власт над сите решавачки подрачја на производството и во сите економски решавачки земји и со тоа го потиснуваше индивидуалното производство до беззначајни остатоци, толку поостро мораше да излезе на видело непомирливоста на општественото производство со капиталистичкото присвојување. Првите капиталисти, како што е кажано, веќе ја затекнаа формата на наемниот труд. Но тој наемен труд беше само исклучок, споредно занимање, припомош, преоден степен. Земјоделскиот работник што од време на време одеше на наемна работа, имаше и неколку декари сопствена земја од која можеше во неволја да преживее. Еснавските установи се грижеа за тоа човекот што денеска беше калфа, утре да стане мајстор. Но штом средствата за производство се претворија во општествени и се концентрираа во рацете на капиталистите, се измени. И средствата за производство и производот на ситниот индивидуален производител ја губеа се повеќе и повеќе својата вредност. На ситниот индивидуален производител не му остануваше ништо друго, освен да оди под наем кај капиталистот. Наемниот труд, што беше порано исклучок и припомош, стана правило и основна форма на сето производство. Од поранешното споредно занимање, сега стана главна дејност на работникот. Привремениот наемен работник се претвори во доживотен наемен работник. При тоа, бројот на доживотните наемни работници се зголеми извонредно поради едновременото распаѓање на феудалниот поредок, распуштањето на оружаните придружби на феудалните господари, протерувањето на селаните од нивната земја и така натаму. Се доврши одделувањето на средствата за производство, што се концентрираа во рацете на капиталистите од една страна и на производителите што беа лишени од се, освен од својата работна сила од друга страна. Противречноста меѓу општественото производство и капиталистичкото присвојување излезе на видело како спротивност меѓу пролетаријатот и буржуазијата. Видовме дека капиталистичкиот начин на производство се вовлече во општеството на стоковните производи на индивидуалните производители, чија што општествена врска се одржуваше со размената на нивните производи. Но за секое општество што се темели врз стоковното производство е карактеристично тоа што во него производителите ја губат власта над своите сопствени општествени односи. Секој произведува за себе со своите случајни средства за производство и за својата индивидуална потреба во размената. Никој не знае колку од неговиот производ ќе оди на пазар, колкава е воопшто потребата од него. Никој не знае дали има вистинска побарувачка за индивидуален производ, дали ќе може да ги покрие своите трошоци и дали воопшто ќе може да биде продаден. Во општественото производство владее анархија. Меѓутоа, стоковното производство, како и секоја друга форма на производство, има своји посебни инхерентни закони што не можат да се одделат од него. А тие закони се остваруваат и покрај анархијата во самата таа анархија и низ неја. Тие се пројавуваат во единствено зачувана форма на општествената врска во размената и во дејството на индивидуалните производители како принудни закони на конкуренцијата. Значи, во почетокот овие закони не им се познати ни на самите тие производители и тие мораат со долго искуство постепено да ги откриваат. Тие, значи, се остваруваат без производителите и против производителите, како слепи природни закони на нивниот начин на производство. Производот владее над производителите. Во средновековното општество, особено во првите векови, производството служило всушност за лична употреба. Тоа ги задоволувало претежно потребите на производителот и на неговото семејство. Таму каде што постоеле односи на лична зависност, како што бил случајот на село, производството придонесувало и за задоволување на потребите на феудалниот господар. Тука, значи,
не се вршела никаква размена, па затоа ни производите не добивале карактер на стока. Селското семејство производувало речиси се што му било потребно, исто толку орудија, колку и прехранбени продукти. Дори кога стигнало до таму да произведува и над своите потреби и над давачките во натура, што морало да му ги дава на феудалниот господар, дори тогаш тоа произведувало и стока. Кога овој вишок бил фрлен во општествената размена, кога бил понуден на продажба, тој станал стока. Градските занаечии се разбира морале веќе од почетокот да произведуваат за размена, но и тие самите си го произведувале поголемиот дел од она што им било потребно. Имале бавчи и мали ниви. Добитокот го праќале во општинската шума, која покрај тоа им го давала и дрвото за градба и огрев. Жените го пределе ленот, волната и така натаму. Производството за размена, стоковното производство дори сега настанувало. Оттаму настанала и ограничената размена, ограничениот пазар, стабилниот начин на производство, локалната затвореност спрема на дворешниот свет, локалното обединување внатре, марката на селото, еснафот во градот. Но, со ширењето на стоковното производство, а особено со појавата на капиталистичкиот начин на производство, стапија во дејство поотворено и посилно и дотогаш латентните закони на стоковното производство. Старите врски ослабнаа, старите рамки на изолација беа скршени, производителите се повеќе и повеќе стануваа независни, одделни стоковни производители. Анархијата во општественото производство излезе на видело, добивајќи се поостар карактер. Но главното орудие со кое капиталистичкиот начин на производство ја зголемуваше таа анархија во општественото производство беше токму директната спротивност на анархијата, се поголемо организирање на производството како општествено производство во секое одделно производно предпријатие. Со тој лост, капиталистичкиот начин на производство стави крај на старата мирна стабилност, во која гранка од индустријата и да беше воведен, тој не трпеше покрај себе ниеден постар метод на производство. Каде и да завладееше со занаечиството, го уништуваше старото занаечиство. Полето на трудот стана место за борба. Големите географски откритија и колонизациите што ги следеа нив, ги зголемија подрачјата на продажните пазари и го забрзаја преобразувањето на занаечиството во мануфактура. Не започна борба само меѓу одделните локални производители. Локалните борби од своја страна прераснаа во национални, во трговски војни од 17-тиот и 18-тиот век. Најпосле крупната индустрија и создавањето на светскиот пазар ја направија борбата универзална истовремено и придадоа нечуена жестокост. Екзистенцијата на одделните капиталисти, како и на цели индустријски гранки и цели земји сега зависи од тоа кој располага со поповолни, природни или вештачки производни услови. Оној што ќе подлегне во таа борба бесмислено се отстранува. Тоа е дрвиновата борба за индивидуален опстанок, пренесена со потенцирана жестокост од природата во општеството. Природната состојба на животното се представува како највисока точка на човечкиот развиток. Противречноста меѓу општественото производство и капиталистичкото присвојување се представува сега како спротивност меѓу организацијата на производството во одделната фабрика и анархијата на производството во сето општество. Капиталистичкиот начин на производство се движи во двете овие форми во кои се пројавува противречноста што му е иманентна поради неговото потекло и безизлезно го опишува овој мајгепсан круг што го откри веќе Фурие во него. Она што Фурие во своето време секако уште не можел да го согледа е тоа дека тој круг полека се стеснува, дека движењето повеќе личи на спирала и дека мора да заврши, како и движењето на планетите, со тоа што ќе се судри со центарот. Движечката сила на општествената анархија во производството преобразува се повеќе и повеќе голем број на луѓе во пролетери, а пак тие исти пролетерски маси најпосле ќе ја ликвидираат анархијата во производството. Таа движечка сила на социјалната анархија во производството ја претвара можноста за бескрајно усовршување на машините на крупната индустрија во принуден закон за секој одделен индустријски капиталист.
Тој мора се повеќе и повеќе да ги усовршува своите машини, ако не сака да пропадне. Меѓутоа, усовршувањето на машините значи дека човечкиот труд станува излишен. Ако пак воведувањето и зголемувањето на бројот на машините значи дека неколку машински работници ги истиснуваат милионите рачни работници, тогаш и усовршувањето на машините значи дека се истиснуваат се поголем број на самите машински работници и дека на крајот на краиштата се создава толкав расположлив број наемни работници што ја надминува просечната потреба на капиталот од запослени работници. Тоа значи дека се создава наполно индустријска резервна армија, како што ја нареков уште во 1845 година, која стои на располагање тогаш кога индустријата работи со полн замав и се изфрла на улица кога започнува сломот што неминовно следува. Таа индустријска резервна армија секогаш и тежи на работничката класа во незината борба за опстанок како олово во нозете. Таа е регулатор што ја одржува работната надница на толку ниско ниво што им одговара на потребите на капиталистите. Така се случува машината да станува, да се послужам со зборовите на Маркс, најсилно оружје на капиталот против работничката класа. Средството за работа постојано да му го изфрла на работникот од рака средството за живот, а сопствениот производ на работникот да се претвора во орудие за поробување на работникот. Така се доаѓа до тоа, штедењето на средствата за работа да стане веќе од самиот почеток едновремено најбезобзирно растурање на работната сила и грабеж на нормалните услови за функцијата на трудот. Така се доаѓа до тоа, машината, тоа најсилно средство со кое може да се скуси работното време, да се претвори во најсигурно средство со кое целиот живот на работникот и на неговото семејство се претвора во работно време, што му е на располагање на капиталот за добивање соодветна вредност. Така, најпосле се доаѓа до тоа, прекумерната работа на едните да стане предуслов за безработицата на другите, а крупната индустрија, што се бори по целата земјина топка за нови потрошувачи, да ја ограничува дома потрошувачката на масите на еден минимум што се спушта до глад и со тоа да се го подкопува својот сопствен внатрешен пазар. Законот што ја одржува релативната пренаселеност или индустријската резервна армија постојано во рамнотежа со обемот и со енергијата на акумулацијата на капиталот го приковува работникот за капиталот потврсто отколку што го приковале хефестовите клинци Прометеј за Карпата. Тој условува акумулацијата на капиталот да ја одговара на акумулацијата на мизеријата. Така, акумулацијата на богатството на едниот пол е истовремено акумулација на мизеријата, на мачната работа, на робството, на незнаењето, на зверството и на моралната деградација на спротивниот пол. Тоест, на страната на онаа класа што својот сопствен производ го произведува во вид на капитал, а да се очекува од капиталистичкиот начин на производство поинаква распределба на производството, би значело исто така да се бара електродите на некоја батерија да не ја разлагаат водата додека се во допир со батеријата и да не развиваат на позитивниот пол кислород, а на негативниот водород. Видовме дека до најголем степен развиената способност за усовршување на современите машини поради анархијата на производството во општеството се претвора во принуден закон за секој одделен индустријски капиталист, постојано да ги усовршува своите машини, постојано да ја зголемува нивната производна сила. Во еден исто таков принуден закон се претвора за него веќе и самата фактичка можност да го проширува обемот на своето производство. Огромната сила за ширење на крупната индустрија во споредба со која силата за ширење на газовите е вистинска детска играчка, сега ни се појавува пред нас како потреба за квалитативно и квантитативно ширење, која му пркоси на секој против притисок. А тој против притисок го создаваат потрошувачката, продажбата и пазарите за производите на крупната индустрија. Меѓутоа, способноста за ширење на пазарите како екстензивна, така и интензивна ја регулираат пред се сосема други закони што действуваат со далеку помала енергија. Ширењето на пазарите не може да одржува чекор со ширењето на производството.
Колизијата станува неизбежна, а бидејќи не може да изнајде никакво решение додека не го дигне во воздух и самиот капиталистички начин на производство, таа станува и периодична. Капиталистичкото производство создава нов мајгепсан круг. И навистина, од 1825 година, кога избувна првата општа криза, сиот индустријски и трговски свет, производството и размената на сите цивилизирани народи и на нивните повеќе или помалку варварски привезоци излегуваат од релсите приближно секои 10 години поеднаш. Трговијата запира, пазарите се преполнети, производите во големи количества лежат непродадени, готовите пари исчезнуваат од прометот, кредитот престанува, фабриките не работат, работните маси немаат средства за живот, бидејќи произвеле премногу средства за живот, се нижат едно банкротство по друго, една лицитација по друга. Години и години продолжува овој застој и производните сили, како и производите, се растураат и се уништуваат во огромни размери, се додека натрупаните количества на стока конечно не се распродадат, губејќи ја во поголема или помала мера својата вредност, се додека производството и размената не зачекорат полека, пак нормално. Постепено чекорот се забрзува, преминува во кас, индустрискиот кас преминува во галоп, а тој пак се искачува до незадржана кариера на еден наполно индустријски, трговски, кредитен и шпекулативен стиплџез, за да заврши најпосле по највратоломните скокови пак во ендекот на сломот. И така секогаш одново. Тоа го доживеавме од 1825 година наваму веќе 5 пати и го доживуваме во овој момент 1877 година веќе 6 пат. А карактерот на овие кризи се одразува толку остро што фурие ги погоди во иста мера сите кога првата од нив ја означи како криза поради изобилство. Во кризите силно избувнува противречноста меѓу општественото производство и капиталистичкото присвојување. Стоковниот промет за момент е прекинат, прометното средство, парата му пречи на прометот. Сите закони на стоковното производство и на стоковниот промет се поставуваат ничком. Економската колизија го достигнува својот врв. Начинот на производството се дига на бунт против начинот на размената. Фактот дека општествената организација на производството во фабриката се развила до тој степен што не може да ја поднесе анархијата на производството во општеството, анархијата што постои и покрај неа и над неа, тој факт станува и за самите капиталисти опиплив, бидејќи за време на кризите се врши насилна концентрација на капиталот со пропаѓањето на голем број крупни и уште поголем број ситни капиталисти. Целокупниот механизам на капиталистичкиот начин на производство откажува под притисокот на производните сили, што ги создал самиот тој. Тој не може повеќе сите тие маси од средства за производство да ги претворува во капитал. Тие лежат неискористени и токму поради тоа мора да остане неискористена и индустријската резервна армија. Средствата за производство, средствата за живот, расположливите работници, сите елементи на производството и општото богатство ги има во изобилство. Меѓутоа, изобилството станува извор на бедата и немаштијата, бидејќи токму тоа пречи производите и животните средства да се претварат во капитал. Зошто во капиталистичкото општество средствата за производство не може да стапат во дејство ако пред тоа не се претвориле во капитал, во средства за експлоатација на човечката работна сила. Меѓу нив и работниците стои како дух потребата средствата за производство и средствата за живот да се претворат во капитал. Само тоа го спречува здружувањето на материјалните и личните лостови на производството. Само тоа ги оневозможува средствата на производството да можат да ја вршат својата функција, а работниците да работат и да живеат. Од една страна, значи, капиталистичкиот начин на производство ја разоткрива својата сопствена неспособност за натамошно управување со тие производни сили. Од друга страна, самите тие производни сили вршат притисок со се поголема упорност да се отстрани оваа противречност, да се ослободат од својата особеност како капитал и вистински да се признае нивниот карактер на општествени производни сили.
Тој отпор на производните сили против својата капиталистичка особеност, тој притисок што постојано расте да се признае нивниот општествен карактер, ја присилува и самата капиталистичка класа со нив повеќе и повеќе да постапува како соопштествени производни сили, доколку е тоа воопшто можно во капиталистичките односи. Периодот на индустриската висока конјунктура со својот безгранично разрастрен кредит, како и самиот слом во кој пропаѓаат големите капиталистички предпријатија, се стремат кон онаа форма на поопштествување на големи маси средства за производство што ја среќаваме во различните видови акционерски друштва. Некои од тие средства за производство и сообраќај веќе од самиот почеток се толку големи што исклучуваат, како на пример железниците, секаква друга форма на капиталистичка експлоатација. На определен степен на развитокот и оваа форма повеќе не задоволува. Домашните крупни производители од една иста индустријска гранка се здружуваат во труст, во здружение што има за цел да го регулира производството. Тие го определуваат општиот квантум на она што треба да се произведе, го распределуваат меѓу себе и на тој начин ја натураат онаа продажна цена што ја определиле однапред. Но бидејќи таквите трустови во поголем дел се распаѓаат уште при првиот деловен неуспех, тие се стремат кон уште поконцентрирано поопштествување. Целата индустријска гранка се менува во едно единствено големо акционерство друштво, а домашната конкуренција му го препушта своето место на домашниот монопол, на тоа единствено друштво. Така се случи уште во 1890 година со англиското производство на алкалии, кое сега, откако сите 48 големи фабрики се соединија во рацете на само едно централизирано друштво, работи со капитал од 120 милиони марки. Со трустовите слободната конкуренција преминува во монопол. Непланското производство на капиталистичкото општество капитулира пред планското производство на социјалистичкото општество, што е на показ. Се разбира, од првин се уште во полза и за доброто на капиталистите. Но во таа своја форма, експлоатацијата станува толку очигледна што мора да пропадне. Нема народ што ќе се согласи на такво производство со кое управуваат трустовите и со таква јавна експлоатација на општествената заедница, што ја врши една малобројна банда од оние што само ги сечат купоните. Вака или онака, со трустовите или без нив, мора најпосле официјалниот представник на капиталистичкото општество, државата, да го преземе управувањето со производството. Таа потреба за преминување на предпријатијата во државна собственост се јавува од првин кај поголемите сообраќајни установи – поштата, телефонот, железницата. Ако кризата ја открија неспособноста на буржуазијата да управува и понатаму со современите производни сили, тогаш претварањето на големите производни и сообраќајни институции во акционерски друштва, трустови и државна собственост укажува на тоа дека буржуазијата стана непотребна во управувањето со современите производни сили. Сите општествени функции на капиталистот ги вршат сега платени службеници. Капиталистот нема повеќе никаква општествена дејност, освен да ги собира во својот џеб приходите, да ги сече купоните и да игра на берзата, каде што разни капиталисти едни со други си ги ограбуваат капиталите. Додека капиталистичкиот начин на производство прво ги потисна работниците, сега тој ги потиснува и самите капиталисти и ги прогонува, наполно како и работниците, меѓу излишното население, иако засега уште не во редовите на индустријската резервна армија. Но на производните сили не им ја отстранува особеноста на капитал, ниту претворањето во акционерски друштва и трустови, ниту претворањето во државна собственост. Кај акционерските друштва и трустовите тоа е очигледно, а пак и современата држава не е ништо друго освен организација што си ја создава буржоаското општество за да ги зачува општите надворешни услови на капиталистичкиот начин на производство, против самовласното мешање како на работниците, така и на одделните капиталисти. Современата држава, каква и да е нејзината форма, е всушност капиталистичка машина, држава на капиталистите, идеален сеопшт капиталист. Колку повеќе производни сили превзема во своја собственост, толку повеќе станува вистински сеопшт капиталист, толку повеќе државјани експлоатира. Работниците остануваат наемни работници,
пролетери. Капиталистичкиот однос не се ликвидира, напротив, тој го достигнува својот врв. Но на врвот доаѓа до промена. Државната сопственост на производните сили не е решение на конфликтот, но го крие во себе формалното решение, клучот на решението. Тоа решение може да биде само во тоа фактички да се признае општествената природа на современите производни сили, тоест начинот на производство, на присвојувањето и на размената да се доведе во согласност со општествениот карактер на производствените сили. А тоа може да се постигне само така ако општеството отворено и директно ги земе во свој раце производните сили што надраснале секаков друг начин на управување, освен општествениот. Општествениот карактер на средствата за производство и на производите што се свртува денеска против самите производители и што периодично го потресува од темел начинот на производството и на размената, остварувајќи се само насилно и убиствено како слепо природен закон, со самото тоа тој ќе биде признат наполно свесно од страна на производителите и ќе се претвори од причина за растројување и периодични катастрофи во најсилен лост на самото производство. Силите што действуваат во општеството действуваат сосема како и природните сили, слепо, насилно, разорнувачки, се додека не ги запознаеме и не почнеме да сметаме на нив. А кога веќе една сме ги запознале, кога сме разбрале како действуваат, во кој правец действуваат и какви се нивните ефекти, тога само од нас зависи дали ќе ги подчинуваме се повеќе и повеќе на нашата волја и дали со нив ќе ги постигнеме своите цели. А тоа особено важи за денешниве огромни производни сили. Се додека тврдоглаво одбиваме да ја разбереме нивната природа и нивниот карактер, а капиталистичкиот начин на производството и неговите бранители со сета сила му се спротиставуваат на тоа разбирање, се дотогаш тие сили ќе действуваат и покрај нас и против нас. Се дотогаш тие ќе владеат со нас, како што тоа опширно го прикажавме. Меѓутоа, кога веќе сме ја сватиле нивната природа, тие можат во рацете на здружените производители да се претворат од демонски господари во подчинети слуги. Тоа е исто како и разликата меѓу убиствената сила на електрицитетот во молскавицата и укротениот електрицитет на телеграфот и светлосниот лак. Тоа е исто како и разликата меѓу разбеснетиот пожар и огинот во служба на човекот. Со ваквото третирање на денешниве производни сили, кое им одговара на нивната природа што конечно сме ја разбрале, општествената анархија во производството ќе му го отстапи своето место на општествено планското регулирање на производството спрема потребите како на заедницата, така и на секој поединец. Со тоа, капиталистичкиот начин на присвојување во кој производот најпрво го поробува производителот, а потоа и оној што си ги присвојува производите ќе се замени со начинот на присвојување на производите што се заснова врз самата природа на современите производни средства. Од една страна, тоа е непосредното општествено присвојување како средство за одржување и проширување на производството, а од друга страна, непосредното индивидуално присвојување на производите во вид на средства за живот и средства за потрошувачка. Претворајќи го огромното мнозинство на населението се повеќе и повеќе во пролетери, капиталистичкиот начин на производство создава сила што е приморана да го изврши овој пресврт, ако не сака да пропадне. Бидејќи се повеќе и повеќе врши притисок на големите поопштествени средства за производство да се претворат во државна сопственост. Тој самиот покажува како да се изврши овој пресврт. Пролетаријатот ја приграбува државната власт и ги претвора производните средства за производство најнапред во државна сопственост. Но со тоа тој самиот себе си се ликвидира како пролетаријат, ги окинува сите класни разлики и класни спротивности, па и државата како држава. На досегашното општество што се движеше во класните спротивности му беше потребна државата, тоест организацијата на соодветната експлоататорска класа заради одржување на надворешните услови на нејзиното производство, значи особено заради насилно одржување на експлоатираната класа во условите на угнетувањето, робството, кметството или феудалната зависност, наемната работа, создадени од постојниот начин на производството.
Државата беше официјалниот представник на сето општество, неговото сиже во една видлива корпорација. Но таа беше тоа само толку доколку беше држава на онаа класа што во својата епоха сама го представуваше сето општество. Во стариот век држава на граѓаните робовладетели. Во средниот век држава на феудалното дворјанство, а во нашево време држава на буржуазијата. Бидејќи државата станува најпосле вистински представник на сето општество, самата себе си се прави со тоа излишна. Штом не ке има повеќе никаква класа што треба да се држи под јарем, штом со класното владење и со борбата за индивидуалното постоење засновано врз досегашната анархија во производството ќе бидат отстранети и сите колизии и ексцеси што произлегуваат од неја, не ке има повеќе што да се угнетува и исчезнува потребата од особено угнетувачка сила, од државата. Првиот такт во кој државата навистина истапува како представник на сето општество, присвојувањето на средствата за производство е истовремено и нејзиниот последен самостоен акт како држава. Мешањето на државната власт во општествените односи станува во една подруга област излишно и потоа одумира само од себе. Владењето над луѓето му го отстапува своето место на управувањето со нештата и на раководењето со производните процеси. Државата не се ликвидира, таа одумира. Од овој аспект треба да ја оцениме фразата за слободната народна држава, нејзината моментална агитаторска оправданост, како и нејзината апсолутна научна неодржливост. Исто така, од тој аспект треба да го оцениме барањето на така наречените анархисти, дека државата треба да се ликвидира преку ноќ. Откако се појави во историјата капиталистичкиот начин на производство, идејата дека општеството треба да ги преземе сите производни средства често се појавуваше како идеал на еднината. Повеќе или помалку нејасен пред очите како на поединците, така и на цели секти. Но таа стана можна, историски нужна, дори тогаш кога беа создадени материјалните услови за нејзиното остварување. Како и секој друг општествен напредок, таа не станува изводлива со тоа што луѓето доаѓаат до сознание дека постоењето на класите и противречи на правдата, на еднаквоста и така натаму, ниту просто со тоа што постои волја да се ликвидираат тие класи, туку тогаш кога ќе се создадат известни нови економски услови. Делењето на општеството на класи, угнетувачка и угнетувана, владеачка и подчинета беше нужна последица на поранешната недоразвиеност. Се додека вкупниот општествен труд дава само толкав приход што одвај го надминува потребниот минимум за оскудната екзистенција на сите членови на општеството, значи се додека трудот му го ангажира сето или речиси сето време на најголемиот дел членови на општеството, се до тогаш општеството неопходно ќе се дели на класи. Покрај тоа, огромно мнозинство што врши исклучиво тешка физичка работа се јавува и класата што е ослободена од директно производната работа, а што се занимава само со заедничките општествени прашања. Управува со трудот, со државните работи, со судството, со науките, со уметностите и така натаму. Законот за поделбата на трудот е, значи, она што е основа за класната поделба. Но тоа никако не спречува таа поделба на класи да се врши со насилство и грабеж, со лукавство и измама, и владеачката класа, откако се зацврстила на власт, да не пропушти никогаш да ја зацврстува својата власт за сметка на работничката класа и управувањето со општеството да го претвори во засилена експлоатација на масите. Меѓутоа, ако поделбата на класите до известна мера е историски оправдана, сепак таа е оправдана за определен период, за определени општествени услови. Таа се заснова врз недоволно развиеното производство, но ќе биде отфрлена кога современите производствени сили до крај ќе се развијат. И навистина, ликвидирањето на општествените класи има за предпоставка таков степен на развиток на кој постоењето не само на оваа или онаа определена владеачка класа, туку и постоењето на владеачката класа воопшто, значи и на самата поделба на класи, станало анахронизам и застарело.
Укинувањето на класите има за претпоставка таков висок степен на развиток на производството на кој присвојувањето на средствата за производство и на производите, а со тоа и на политичката власт на монополот на образованието и на духовното раководство од страна на некоја посебна општествена класа не само што станува излишно, туку и му пречи на економскиот, политичкиот и интелектуалниот развиток. До тој степен се стигна сега, додека политичкото и интелектуалното банкротство на буржуазијата е одвај уште и за неја тајна. Нејзиното економско банкротство редовно се повторува на секој 10 години. Во секоја криза, општеството се задушува под тежината на своите сопствени производни сили и производи што не се употребливи за него. Самото и безпомошно стои пред апсурдната противречност дека производителите немаат што да трошат, бидејќи немаат потрошувачи. Експанзивната сила на средствата за производство ги кине оковите во кои е стегнал капиталистичкиот начин на производство. Нејзиното ослободување од тие окови е единствениот предуслов за непрекинатиот се побрзиот развиток на производствените сили, а со тоа и за практично безграничниот пораст на самото производство. Но тоа се уште не е се. Претворањето на средствата за производство во општествена сопственост не го отстранува само сегашното вештачко кочење на производството, туку и она вистинското растурање и упропастување на производните сили и на производите, што во сегашниот период неизбежно го придружува производството и го достигнува својот врв во кризите. Понатаму, со тоа, на заедницата и се даваат на располагање големо количество средства за производство и производи, бидејќи се ликвидира безумното растурање, што сега си го дозволуваат владеачките кругови и нивните политички представници со својот раскошен живот. Постои можност со општественото производство да им се загарантира на сите членови на тоа општество една екзистенција која материјално не само што е наполно доволна и од ден на ден се подобрува, туку која им гарантира и наполно слободно образование и применување на сите нивни телесни и духовни способности. Таа можност постои сега, за прв пат, но таа постои. Со тоа што општеството ги презема производните средства, се ликвидира стоковното производство, а со него и власта на производите над производителите. Анархијата на општественото производство се заменува со планска свесна организација. Борбата за индивидуален опстанок престанува. Човекот дури со тоа конечно се извојува во известна смисла од животинскиот свет и преминува од животинските услови за опстанок во вистински човечки животни услови. Животните услови што ги окружуваа луѓето и што досега господареа над нив, сега и се подчинуваат на власта и на контролата на луѓето, што сега за прв пат стануваат свесни, вистински господари на природата, бидејќи во овој момент стануваат и господари на својот сопствен поопштествен живот. Законите на своето сопствено општествено действување, што им се спротиставуваа дотогаш како туѓи природни закони и што владееја со нив, сега луѓето ги применуваат со наполно познавање на работите и наполно господарат со нив. Сопствениот општествен живот на луѓето што им се спротиставуваа дотогаш како нешто што им го натуриле природата и историјата, сега станува нивно действување. Објективно, туѓите сили што владееа дотогаш со историјата стапуваат под контролата на луѓето. Дури од тој момент луѓето сами и сосема свесно ќе ја творат својата историја, дури од тој момент општествените причини што ќе бидат ставени од луѓето во движење ќе ги имат претежно и во се поголема мера оние последици што луѓето ги сакаат. Тоа е скок на човештвото од царството на нужноста во царството на слободата. Да направиме на крајот резиме на текот на развитокот што го изложивме. 1. Средновековното општество. Ситно индивидуално производство. Средствата за производство приспособени за индивидуалната употреба, па затоа се примитивно несмасни, мали, со незначително дејство. Се произведува за непосредна потрошувачка, било на самиот производител, било на неговиот феудален господар.
Само таму каде што се појавува вишок над потрошувачката, се нуди овој вишок во продажба и се разменува. Стоковното производство значи допрва се создава, меѓутоа веќе сега ја содржи во себе во зачеток анархијата на општественото производство. 2. Капиталистичката револуција. Пресврт во индустријата прво со помошта на простата кооперација и мануфактурата. Концентрацијата на досега расфрлените средства за производство во големи работилници со тоа и нивно пременување од индивидуални средства за производство во општествени преобразување што главно не ги тангира формите на размената. Старите форми на присвојување се уште важат. Се појавува капиталистот, бидејќи тој е собственик на средствата за производство, си ги присвојува и производите и ги претвора во стока. Производството станува општествен акт. Размената, а со неја и присвојувањето остануваат индивидуални акти на поединците. Производот на општествениот труд си го присвојуваат одделните капиталисти. Тоа ја представува основната противречност од која извираат сите противречности во кои се движи денешното општество и кои крупната индустрија отворено ги манифестира. Пода, одделувањето на производителот од средствата за производство, осудувањето на работникот на доживотна наемна работа, спротивност меѓу пролетаријатот и буржоазијата. Под Б. Се повеќе и повеќе се манифестираат и се повеќе и повеќе действуваат законите што владеат во стоковното производство. Незапирна конкурентска борба. Противречност меѓу општествената организација во одделната фабрика и општествената анархија во целокупното производство. Под В. Од една страна, усовршување на машините што конкурентската борба го претвора во принуден закон за секој одделен фабрикант и што едновремено значи поголемо отпуштање на работници од работа, создавање индустријска резервна армија. Од друга страна, неограничено ширење на производството, исто така принуден закон на конкурентската борба. Од обете страни, нечуен развиток на производните сили, вишок на понудата над побарувачката, хиперпродукција, оптовареност на пазарите, кризи што се повторуваат секои 10 години, маѓепсан круг, овде изобилство на средства за производство и на производи, таму изобилство на работници без работа и без средства за живот. Меѓутоа, обата лоста на производството и на општествената благосостојба не може да се обединат, бидејќи капиталистичката форма на производство не им дозволува на производните сили да действуваат, а на производите да циркулираат, освен ако прво тоа не преминале во капитал, а токму тоа се спречува од нивното сопствено изобилство. Противречноста нараснала до апсурд. Начинот на производство се дига против формата на размената. Докажано е дека буржоазијата не е способна да управува и понатаму со своите собствени производни сили. Под Г. Самите капиталисти се присилени да го признаат делумно општествениот карактер на производните сили. Присвојување на големи производи и сообраќајни организми прво од акционерските друштва, подоцна од трустовите, а потоа и од државата. Буржоазијата се покажува како излишна класа. Сите нејзини општествени функции ги вршат сега платени службеници. 3. Пролетерската револуција. Распред на противречностите. Пролетаријатот ја презема општествената власт во своите раце и со помошта на таа власт ги претвора општествените средства за производство што и се слизнуваат на буржоазијата од рацете во јавна собственост. Со тој акт ги ослободува средствата за производство од нивниот досегашен карактер на капитал и на нивниот општествен карактер му дава полна слобода на развиток. Општественото производство по однапред определен план станува сега возможно. Поради развитокот на производството, на тамошното постоење на различните општествени класи станува анахронизам, во истата мера во која ја снемува анархијата на општественото производство, одумира и политичкиот авторитет на државата. Луѓето што станаа најпосле господари на својот сопствен општествен живот стануваат
наедно со тоа и господари на самите себе се, стануваат слободни. Да се изврши ова дело што го ослободува светот е историска задача на современиот пролетаријат. Да се утврдат историските услови на ова дело, а со тоа и самата негова природа и на тој начин да и се објасни сега на угнетената класа што е повикана да го изврши тоа дело, да биде свесна за условите и за природата на својата сопствена акција. Тоа е задача на научниот социјализам, кој е теоретски израз на пролетерското движење.